Двајца работници загинаа, уште двајца беа повредени во 3 одделни несреќи кои се случија во само 24 часа. Изминатата седмица одбележа бројка од вкупно 3 загинати работници. Еден инженер при минирање во рудникот го Врлево, еден рудар во рудникот во Крива Паланка и работник во каменолом во Струшко. Бројот на несреќи е алармантен, иако Македонија веќе 11 години има закон за заштита при работа, за кој и надлежните и експертите велат дека е усогласен со европската регулатива. Висока е усогласеност, навистина е висока усогласеноста на директивите на Европската унија со оние кои што се во Македонија пренесени како правилници или законски регулативи. Но Советот, последната анализа на Советот е дека би требало да направиме мало подесување на Законот за безбедност и здраве при работа и веднаш чим ја достава таа анализа до мене, јас ќе можам да ја дадам во јавност и да дискутираме што се тие подесувања. Најчесто во делот на одредени гранки, во насока на одредена опрема, се подигнуваат стандардите. Македонија има одредени стандарди, но сепак смета Советот дека треба одредени стандарди сепак кои што се веќе поставени во ЕУ, затоа што тоа е динамична структура, постојано се предложуваат нови директиви, да ги транспонираме и новитетите кои што таму се појавуваат, но она кое што ние силно веруваме дека треба да го направиме, а тоа си го зацртавме во нашиот мандат, е имплементацијата на законските регулативи и правилниците, и затоа постојано посочувам дека работиме на зајакнување на капацитетот на државен инспекторат за труд. Да, имаме можеби добра легислативна рамка, меѓутоа јас тука би додала дека секогаш може и треба да има подобрување на легислативата, а пред се подобрување кои што би се базирала на искуствата на практичарите, значи добиените сознанија од лицата на терен кои што ја практикуваат и применуваат ова проблематика. Мислам дека треба да имаме промени во системот на спроведување на безбедност и здраве при работа, за да не ни се случуваат немили настани, како што имавме во изминатите 7 дена, и смртни случаи, колективни несреќи, нешто што опфива во црно многу семејства, што е непријатно, без разлика дали сте во улога на работодавач, дали сте во улога на колега, дали сте припадник на семејство на починатите или во улога на самите повредени. Законите предвидуваат казни и за работодавачите и за работниците ако не ги почитуваат обврските за безбедност и здравје при работа. На газдите им се закануваат глоби од 5 до 8.000 евра, на работниците пак казни од 50 евра ако бидат затекнати без соодветна заштитна опрема. За да законот се спроведе, а несреќите се сведат на минимум, клучна улога има Инспекторатот за труд, за кој министерката Царовска признава дека ги нема потребните капацитети. Треба да се засили контролата, несреќи треба да се сведат на минимум, но има моменти во кои што несреќите не се случуваат заради непочитување на одредени директиви на Европската унија или не се почитуваат одредени правилници на Министерството за труд. Се испочитувало се, но ризикот, така да речеме ако станува збор за минер или друг тип на професија, на работна позиција, тогаш несреќата се случила заради одредено нешто кое што не можело да се спречи во тој момент. Но сепак дека треба да има поголема контрола, треба и ние затоа работиме на зајакнување на капацитетот на државен инспекторат за труд. Со години не се вработувани луѓе, вработувани се неквалификувани луѓе во државниот инспекторат за труд, обуки малку поминувале и сето тоа носи да одредени работи не се на терен онакви какви што припишува законот. Но јас верувам дека се прават сега во моментот се прават анализи на сите инспекторати, не го води тоа Министерство за труд, но по тие анализи ќе се дадат чекорите како сите инспекторати конечно да добијат улога на инспекторат, затоа што сите инспекторати се донесени на функционалност, така може да кажем. Но покрај инспекциите и казните, експертите препорачуваат и едукација. Велат дека со промена на свеста, а не со често менување на законите, ќе се постигнат подобри резултати. Она што е добра пракса во скандинавските земји е примена во системот на образование на барем во средните училишта, особено или овие наслучени средни училишта, да се воведе предмет безбедност и здравје при работа, односно едукацијата да започне уште од помали нозе. Иако имаме примери уште дека во градинка се воведуваат часови преку игра, преку едукација, да на децата едноставно им се всади во свеста што значи опасност и како да се справуваме со истата. Според евиденцијата на Македонското здружение за заштита при работа, во 2017 година на работното место загинале дури 24 работници. Стапката на смртни случаи при работа е зголемена во споредба со 2016.
Најбројни се несреќите во дејностите како земјоделието, каде работниците произведуваат за потребите на сопственото домаќинство. Славица Арсова, Сител телевизија.